со оние општествени предпријатија, па со оние олигарци и така натаму. Значи тоа не е македонската економија. Македонската економија има многу поголем капацитет и треба тоа да се искористи. Да не говориме за разните инспекции. Ја знаеме сликата во Македонија што се случи. Денеска дури во Македонија е опасно да каже човек дека се занимава со политика. И токму тоа е вториот многу значаен сегмент од нашата програма. Значи, демократизација на општеството, меѓутоа ние на планот на човекови права, не знам дали следевте, најверојатно сите гледачи следеле вчера извештајот од Брисел, дека најголем проблем за Македонија и можеби за тоа ќе добиеме негативен извештај наредната година се човековите права. Значи на тој план тотално потфрливме ние. Дури има луѓе што викаат дека сме се вратиле во времето на 45-та, 49-та, времето на Голи оток, кога демократијата била. Јас, например, во мојот живот не се сеќавам да толку биле газени човековите права, иако Република Македонија концептот на човекови права го прифати со осамостојувањето. Нели, нов устав во кој наместо државниот систем, каде што државата ги заштитува сите права и таа е одговорна, ние го прифативме модерниот концепт светски на заштита на човекови права и треба да го следиме од тогаш. Не викам дека и претходната власт нешто посебно направила на тој план, меѓутоа вие да затворите 70 луѓе, да ги држите, не знам, 6 месеци, 2 години во Змиско око афера, во притвор и потоа да испадне дека тие не се виновни, тоа е елементарен концепт на презумпција на невиност. Значи, тој концепт е основна придобивка на демократијата. Да не говориме, тоа е, значи, имаме такви стотици случаи. Значи, сите случаи политички кои ги покрена власта пропадна. А воопшто не се размислува дека тука сега тие луѓе што да прават, да бараат материјална надомест. Нивните животи се уништени. И спрема средината, и физички знаеме какви се условите во затворите и така натаму. Ќе се навратиме подоста. Пред малку спомнавте дека во повеќе градови во Република Македонија партијата има своји општински организации. Господин Трајковски, конкретно, каква е ситуацијата во Куманово, каде што вие сте начело на општинската организација на Обединети за Македонија? Има ли прилив на членови? И каква е структурата? Помлади, средовечни? Така. Пред само неколку месеци Куманово, за разлика од останатите општини, малку доцнеше. Почнавме со формирање на општинска организација на Обединети на Македонија за Куманово. Набрзо после тоа направивме отворање на канцеларија, каде што добивме една силна поддршка од кумановската интелигенција. Застана за нас отворено, смело. Од тогаш па наваму за скоро неполни 3 месеци општинската организација се сформира скоро комплетно. Во наредниот период веќе планираме и почнавме да работиме на организирање и отварање на местни канцеларии во селските и приградските општини. Куманово, ме прашавте за профилот на луѓето, доаѓаат од сите профили на луѓе, од млади, од студенти, до повозрастни, имаме и пензионери, членови. Убавиот дел е да кажам дека доаѓаат, значи, сите профили, сите возрасти и во голем број. Мене посебно ми дава сила тоа што имам силна поддршка од моите кумановци. Доаѓаат секојдневно, партијата расте, се оформува. Јас се надевам тоа ќе биде во скоро време. Имаме веќе закажано за 3 април трибина, каде што телевизија Нова секако ќе биде поканета, каде ќе ги покажеме нашите сили, нашите капацитети, ќе го доближиме граѓанството до нашата платформа. Тоа ни е сега моментално активноста на која работиме, а за понатаму. Борба за младите помеѓу политичките партии, тоа е едно од основните цели на секоја партија. Пред известно време го слушам Анасиевски, оддава поддршка на ВМРО ДПМН, што токму во своите редови ги прими младите и младите ја изнесува битката против Социјалдемократскиот сојуз. Вака, да, тие ги придобија младите само за кус период. Најголем број од тие млади што ги придобија се разочарани од ДПМН и најголем од тие млади исто пристапуваат кон нашата партија, доаѓаат секојдневно и се приклучуваат кон нас.
Јас се надевам дека младите ќе бидат исто така движечка сила на Обединените за Македонија, која ќе ја покажеме на наредните избори кога и да бидат. Така. Во една од вашите колумни напишавте дека е потребна диагноза на природбата. Што вели вашата диагноза, господине Петровски? Диагноза како медицински термин, од проста причина што веќе 4 години го гледаме ова безобразно одивење, ова бескрупулозно перење на мозок, едно неконтролирано трошење на државни пари за кампањи кои што немаат никаков ефект. Јас ќе потсетам дека најмалку 50 кампањи до сега се изведени, а кампањите чинат во просек околу пола милион евра. Само она кампања на Елем чини 600, за која што на која што деновиве сме сведоци, чини околу 600.000 евра, а може да се забележи дека спотот кој што се емитува не чини повеќе од 100 евра да се изработи во аматерски услови. Тоа го знаат сите што користат компјутери, сите што се присутни на интернет. Практично на некој начин тоа разголува онаа намера на власта на сите реципиенти или консументи на телевизиските програми или оние што се во можност или принудени да бидат дома да бидат под дејство на една таква кампања, а во меѓувреме да се прават такви проекти кои што се буквално непотребни или кои што буквално оддаваат една потреба зад тие кампањи да се помине, односно да се направат проценти за кои што ние сметаме дека се коруптивни, да се зборува за суми за кои што никогаш нема одговори. Знаете дека сите податоци како се трошат државните пари мора да бидат достапни на целата јавност и кога се поставуваат прашања посебно на оваа тема, мора да се даваат веднаш и брзо одговори. Спротивно, доаѓаме во состојба да сметаме дека нешто се крие. Што е тоа што се крие? Се крие, значи, едно владење на кое што мора да му поставиме. Тоа е дел од прашањето диагноза. Практично 4 години едно исто се зборува, се отвораат чешмичиња, се отвораат школи кои што подоцна да знаваме дека не биле отворени, неколку пати се удираат темели на исти локации, подоцна не се гради. Значи, комплетно се купуваат компјутери кои што не се користат. Значи, едно комплетно силување на целата македонска јавност и изживување со политиката. Во исто време, кој што кажа колега Даштевски, се врши една пресија, еден притисок врз слободното размислување. Значи, ако вие го забележите тоа што се случува, ако прашате, ќе дојдете веднаш во ситуација, ако имате било кој што е запослен во државната администрација да ви се закануваат, ако имате приватна фирма да ве тормозат со инспекции, буквално сите оние што мислат различно се доведени во состојба да делуваат како илегалци. Или заканата да биде спроведена низ полиција или низ некаков друг елемент на државната принуда, што практично создава една состојба луѓето да се чувствуваат несигурни, луѓето да бидат незадоволни од власта, но да не смеат тоа да го кажат, да сакат да придат во партија која што делува против нив, односно спротивно и различно на ДПМН, меѓутоа да си велат јас може да останам заради моето политичко убедување без работа или може некој од моето семејство да остане без работа. Бројни се примерите каде што ДПМН кога ќе лоцира луѓе кои што на нас не се придружуваат, да се вршат или закани или да се подкупуваат луѓе само за да се растура структурата. Значи практично диагнозата вели дека Македонија не е во демократска состојба на свест. Во Македонија се трошат стотици милиони на безсмислени проекти, а нема никаков резултат или пак нема никакво мерење тоа што е направено како акција дали донело некаков ефект. Затоа јас велам време е да се направи диагноза. Евидентна е забелешката, ова се односи за сите. Евидентна е забелешката дека него